Би сакал да ја започнем денешната тема со мислата што брат Данило ја кажа за време на поуката, како оние што не смееле да влезат во внатрешниот трем на храмот, значи незнабожците, сега тие стана, значи, од тугинци, од странци, стана што? Придојдени, домакини, стана своји. А и овој стих што го спомена, мнозина ќе дојдат од исток и од запад, каде ќе дојдат, рече Исус? Ке седнат заедно со Авраам, Исак и Јаков во царството. А потоа рече, а синовите на царството, кои се тие? Телесните потомци на Авраам, Исак и Јаков, значи голем број евреи, ќе бидат исфрлени надвор. Страшно нешто. Но знаете, евреите имале пристап, обичните евреи, имале пристап само во внатрешниот трем на храмот, каде што незнабожците немале пристап. Но и тоа било предворието, и тоа било трем. Дури и самите евреи, освен свештениците, немале пристап внатре во зградата на храмот, значи во самото светилиште. Немале пристап. А ни тие свештеници немале пристап во второ внатрешното одделение, внатре во светилиштето, светињата на светињите. Освен првосвештеникот, а и тој само еднаш на определен датум во годината. И сега што се случило во Новиот Завет? Да отвориме во Откровение 11 глава, би сакал. Откровение 11 глава и да ги прочитаме првите зборови на почетокот. Откровение 11 глава. Ќе почнем да читам од првиот стих. И ми се даде мерна трска, слична на жезол, и ми се рече, стани и измери го Божиот храм и жртвеникот, и оние што се поклонуваат во него, се мисли во храмот. Што значи ова? Што значи да биде измерен Божиот храм? Измерен си на мерила? Суд. Значи, 11 глава, првиот стих, зборува за судот, за кој што апостол Петар во своето послание вели дека треба да почне од каде? Судот од Божјата црква. Значи, Божјата црква е тука представена со храмот, со Божиот храм во небесната светиња, и верниците на црквата, значи христијаните, како оние што се поклонуваат внатре во храмот. Значи, таму каде што ниту евреите немале пристап, освен свештениците, внатре во светињата, сега христијаните се внатре таму, дори оние кои биле странци, тугинци, незнабожци. А што се случило со синовите на царството, значи со евреите? Вториот стих вели, а дворот пред храмот остави го и не го мери, бидејќи им е даден на незнабожците. И тие ќе го газат светиот град 42 месеци. Ова се слични зборови, што нема сега да ги толкуваме, со оние кажаните од Исус во Евангелието според Лука, 21 глава. Да отвориме и таму за миг. 21 глава,
24 стих. Зборувајќи за разорнувањето на Ерусалим и за големата трагедија што тогаш го снашла еврејскиот народ, и ќе паднат од сечилото на мечот и ќе биат одведени во плен меѓу сите народи, а Ерусалим ќе го газат незнабожци, се додека не се исполнат времењата на незнабожците. Многу интересно пророштво. Но сега нема да зборувам за тоа. Денес пак, за жал, живееме во време кога и многу христијани заради сличен отпад како некогаш еврејскиот народ ќе бидат исфрлени, не само исфрлени од храмот во предворието, не само исфрлени од предворието во надворешниот трем, кај незнабожците, туку исфрлени и од градот и фрлени во депонија. Нашата скопска депонија, како се вика? Дрисла. Знаете како се викаше Ерусалимската депонија? Да, значи, изразот е Гехином, значи, земјата на некој си Хином. Тој се споменува во Стариот Завет, кој бил тој. Значи, тоа некогаш била негова земја, значи негова нива, плац. Меѓутоа, со векови подоцна, тоа место, таа локација станала југозападно од Стариот Ерусалим, станала депонија и била наречена Гехена. Значи, тоа Гехена, значи повторно од името на Хином, или целиот назив бил долина на синовите Хиномови, или Хеномови. И така настанал изразот Гехена, или Геена, за оние што не го изговараат мекото Х. Некаде може да прочитате Геена без Х, во некои Библии, во некои јазици со Х. И што било карактеристично за таа депонија? Таму ерусалимците секој ден фрлале што? Ѓубре. Што се правило со ѓубрето потоа? Немало предпријатие комунално, немало цистерна, овај, како се вика, на камионот за ѓубре. Таму постојано горел оган. Дали тој оган, зошто постојано горел оган? Благодарам. Во депонијата, зошто постојано горел оган? Значи, нон-стоп секој ден, граѓани, жителите на градот, фрлаат ѓубре. И затоа што нон-стоп секогаш фрлаат ѓубре, огнот нон-стоп гори. Огнот никогаш не се гаси. И затоа Исус зборува за неизгасливиот оган. Значи, Гехената, Ерусалимската депонија, е земена како слика за идниот суд, а тоа е она што Јуда, апостол Јуда го нарече вечен оган. Но каде го нарече вечен оган? Зашто го нарече? Кој оган го нарекол вечен оган? Ке отвориме во неговото послание на Јуда, кратко послание, само една глава, веднаш после Јакова,
а во некои Библии е ставено на крај, после Јовановите посланија, а пред Откровението, да. Ке почнем да читам од 5 до 7 стих, Јуда. Сакам да ви напомнам, иако веќе ова го знаете, дека Господ, откако го избави народот, еврејскиот се мисли, од египетската земја, потоа ги погуби оние што не веруваа. Во пустината, така. Значи, што фајде ако си бил спасен од египетското робство, си поминал низ Црвеното море, а потоа си загинал, да речеме, заедно со Кореј, Датан, Авирон, земјата се отворила и те проголтала заради бунт против Бога. Пример. Или што фајде сте се спасиле од египетското робство, со големи чуда и голема сила Господ ве ослободил од тоа робство, а потоа ве испокасаа змиите во пустината и умревте. Што фајде од претходното ослободување, од претходните чуда, од претходните благослови. 6 стих. Ангелите пак што не се покоруваа на своето началство и го напуштија живеалиштето, ги стави во вечни окови во мрак за суд на големиот ден. И сега 7. Како што Содом и Гомор и околните градови што блудствуваа, на ист начин како и тие одеа по туѓо тело, станаа пример со тоа што беа казнети со вечен оган. Содом и Гомор беа уништени со вечен оган. Иако денес таму не гори оган. На мртвото море, да. Таму има вода. Но е мртво тоа море, значи таму нема никаков жив свет. Символ на проклетството. Сепак огнот е вечен, затоа што од него немало куртул. Никој не можел да го изгасне, за да не ја заврши својата работа и за да куртулат содомјаните. Тоа значи неизгаслив. Значи никој не може, Божиот оган, никој не може да го изгасне пред да си ја заврши својата работа. Ако ќе се заврши, остава вечни последици. И еве, до ден денес, 4000 години од тогаш, што е Содом и Гомор? Мртво море. Кога сме веќе кај Јуда, да отвориме за миг и кај апостол Петар, второто Петрово послание, 2 глава, каде што и тој ги споменува Содом и Гомор и вели, прво зборувајќи за потопот, 5 стих, и тој ги споменува ангелите што сгрешија, 4 стих, зашто Бог кога не ги поштеди ангелите што сгрешија, туку ги фрли во пеколот, вели овој превод. Ги фрли во Тартарот, оригиналот вели, со вериги на мракот, ги предаде да бидат држани до судот, и кога не го поштеди првиот свет, туку кога нанесе потоп врз безбожниот свет, го запази само 8-членото семејство на Ное, проповедникот на правдата, и сега 6 стих, и градовите Содом и Гомор ги осуди на разорнување и ги претвори во пепел, оставајќи ги како пример на идните безбожници. Значи, Содом и Гомор служат како пример. За кого? За идните безбожници. Кои се тие идни безбожници? Сите до денес, а најмногу денес. Кога прв пат ја споменав веста на 1 јули годинава, таа сабота,
за громот што ја запали Содомската црква во градот Спенсер, Масачусетс, Содомските американски држави, од 2016 наваму, така ги викам, дека му благодарат на нивниот црн председател Барак Обама за тој назив. Тогаш кога прв пат ја споменав таа вест, се уште беше актуелен предлог законот против кого протестиравме во македонскиот парламент, дали ќе се донесе. После таа проповед ми спомена професорот Љупчо, сопругот на Цеце, дека е повлечен. И слава на Бога, веќе можеме да кажеме, сме можеле пред многу седмици, слава на Бога и за таа последна победа, што од македонскиот парламент владата сепак решила после сите реакции и протестот да го повлече тој предлог закон, Содомскиот предлог закон, и така оваа земја се спаси од називот што бев подготвен да и го дадам, а тоа е Северна Содомија. Уште еднаш го повторувам тој назив како предупредување да не се донесе, дај Боже никогаш да не се донесе Содомскиот закон во нашата земја, и дај Боже никогаш да не почнем да ја нарекувам Северна Содомија. Но, како и на 1 јули и сега го споменувам тој назив само како предупредување. Благодарение на Љупчо Аслимовски добивме и видео прилог од тој настан во Масачусетс. Да повторам дека се случи на 2 јуни, значи, тоа беше петокот, кога братот Паул Букур го држаше кај нас своето второ предавање таа вечер. Еден протестантски храм, 160 години, од времето на Авраам Линколн, но претворен во Содомска црква, изгоре до темел во Содомскиот месец на гордоста, откако беше погоден од гром. Да го проследиме краткиот прилог, мислам дека е само 34 секунди. Содомските цркви убаво горат. Или Содомските цркви содомски горат. Тоа е можеби подобар наслов. Интересно е што сите леви и либерални медиуми беа попарени од овој настан. Цела јавност, и цела светска јавност, особено јавноста на содомските американски држави, беше попарена од овој настан. Јас се подсетив пред неколку години, не сеќавам точно која година беше, дали 16-та, 17-та, 18-та, не се сеќавам, мислам дека беше 16-та. За време на тогашните пожари во Калифорнија, изгоре до темел куќата на еден многу либерален адвентистички пастор, кој што пред тоа венчавал хомосексуални двојки. И неговата куќа изгоре до темел во тие тогашни пожари. И тоа беше едно големо предупредување. Замислите, цел еден протестантски храм, стар 160 години, значи многу постар, да речеме, од нашиот објект тука, од 58 година. За само 45 минути се претвори во купишта урнатини и во пепел. Толку бргу. Зошто? Сите ја сватија пораката. Немаше човечки жртви. Немаше човечки жртви. И тој пастор во Калифорнија тогаш не беше убиен.
Господ очигледно не удрил со гром по сите содомски цркви во светот, по сите отпаднати цркви во светот, по сите блудни цркви во светот. Ова е предупредување. Ова е Божи суд, Божја јарост, Божи гнев, ама помешан со милост. Ова е предупредување. Господ беше доволно да уништи една содомска црква во денешниот содомски век, како предупредување за сите. И што ќе биде кога предупредувањето ќе биде занемарено и отфрлено? Што ќе биде тогаш? Тогаш кога ќе истече милоста, тогаш ќе се сруши Божиот гнев врз отпаднатиот и жигосаниот христијански свет, со се евреи, муслимани и сите други, атеисти, либерали, содомијани, ама не помешан со милост. Тешко тогаш на светот, кога Божите казни ќе се истураат непомешани со милост. Тогаш вели пророкот Софонија, во денот Господов ќе биде толку страшно време, што горко ќе заовка и јунакот. Јунакот, значи, не некој плашливец, не некој заев, да речем. Јунакот горко ќе не плашливецот, јунакот горко ќе заовка, кога Божите судови ќе се истураат непомешани со милост. Или, како што Исус се изрази, а тоа ќе го прочитаме, и јас сакам тоа денес да биде централната мисла на денешната порака и беседа, во Лука 23 глава. Но пред да го прочитаме тој стих, односно 2-3 стиха ќе прочитаме таму, би сакал да нагласам дека ова Божјо предупредување со Содомската црква во Масачусетс представува и пророштво, најава и потврда за она што веќе одамна во Библијата е проречено. А што? Првиот свет беше уништен со вода. Последниот, вториот овој свет ќе биде уништен со оган. После потопот, Господ се заветувал дека повеќе нема да го уништува светот со вода. И поставил видлив знак на тој завет. Зошто знакот на Божиот завет? И пазите сега, и вавилонците во времето на Нимрод, тие па не сакале да веруваат во Божиото ветување. Господ ветил повеќе нема да пуштам потоп, а Нимрод и тогашниот, значи, глобализам, тогашниот светски поредок во Вавилон, тие не верувале на Божиото ветување, туку сакале да изградат кула до небото и таму да ги испитуваат атмосферските појави и да ги проучат, значи да се занимаваат со наука,
како сега што сака дементниот американски претседател да се зборува дека сакаат да пуштат разни аеросоли во атмосферата. Сега признаваат дека ја трујат атмосферата. Порано беше тоа теорија на заговор. Сега признаваат дека ја прскаат и ја трујат атмосферата со цел да го намалат ефектот на сончевите зраци, значи да ја заклонат планетата од сончевите зраци и не били така го спречиле така нареченото глобално затоплување. Тогаш пак пред 4000 години градеа кула во Вавилон за да ги испитаат таму облаците, атмосферата, ионосферата и да најдат чаре како да се заштитат или како да спречат за друг пат да нема потоп. А колку е било едноставно, без да се фрлаат толку пари, што би рекле денес, без толку труд и мака, за еден толков грандиозен објект, едноставно требало да веруваат на Божјото ветување. Господ ветил, повеќе нема да има потоп. Повеќе нема да го уништам светот со вода. Така и денес. Мнозина одбиваат да веруваат во Евангелието, во бесмртноста што Господ веќе ја обезбедил, и се трудат, фрлаат пари, наука, истражување, чаре, трансхуманизам, вештачка интелигенција. Пуста мака како со нашите сили, човечката наука, технологија, да ги победиме сите болести и да ја победиме смртта. А колку е лесно за оној што верува, без да се мачи. Без да фрла тешки милиарди за тоа. Тешки инвестиции. Само да веруваме на Божјето Слово, на Неговото дело, на откупот и спасението што Христос веќе ни го обезбедил. Зошто денешната содомска заедница го зела знакот на Божиот завет со Ное, со дедо Ное, со целото човештво после потопот, како нивно знаме? Зошто? Пркос? Подбив? Има некоја друга причина? Јас навистина сериозно се интересирам. Зошто? Зошто баш тоа го зеле како знаме? Затоа што веруваат дека Господ повеќе нема да го уништува светот со вода. Така? Како што и Содом и Гомор не беа уништени со вода. Тоа го сведочат. Со ваквото знаме, тоа сакаат да посведочат. Еве ние денешниве содомјани, денешниве изроди, нерани мајковци, бунтовници против Бога и Неговиот закон, нема да бидеме уништени со вода. Апостол Павле вели, Господ не може да биде поруган. Како пред 2 години што некои се обидуваат некои леви медиуми се обидуваат да се подбијат со нашиот слоган Моето тело, Божја собственост. И направија карикатура како човек што го држи тој слоган, таа парола, по скалите стигнува каде? Во рајот кај и Христос го дочекува лично. Така стоеше во карикатурата. Тие мислеат дека ќе се подбијат со тоа, без да знаат дека ние не веруваме дека кај Христа се стига преку смрт. А тоа беше суштината на нивниот подбив. Ние не веруваме дека кај Христа се стига преку смрт, туку преку воскресение. И
наместо да се подбијат, тие уствари посведочеа, всушност посведочеа една голема вистина. Дека тие што доследно веруваат во таа парола и ја применуваат во својот живот, таквите завршуваат на небо кај Христа. А другите каде завршуваат? А во депонијата завршуваат. Депонијата, гехената, земјата на неизгасливиот оган, каде што огнот не се гаси и каде што црвот не умира. Постојат бесмртни црви? Постои, според мене, една друга символика во врска со ова инаку прекрасно ремек дело на Божијата природа, овој спектар на белата светлина, кој што се изучува во секој учебник по физика, уште од 7-8 одделение, мислам, и понатаму низ средното образование, факултет и така натаму. Јас мислам, ова е чисто мое, од мене, дека овој знак Божи, знакот на неговиот завет со Ное и целото човештво после потопот, содржи една друга информација, само што Господ не ја кажал веднаш тогаш. Колку за споредба, ќе ве подсетам на Христовиот цитат од Исаија 61 глава, за кој неодамна проучувавме, во врска со јубилеот, јубилејната или благопријатната година. Христос го цитираше Исаија, но застана кај благопријатната година Господова, а што премолча, што не докажа од тој цитат. Значи, благопријатната година, да ја објавам благопријатната година Господова, и тој тука застана, со цитирањето на Исаија, 61 глава. А таму во Исаија, текстот завршува и денот на одмаздата на нашиот Бог. Зошто Христос тогаш во синагогата во Назарет не го кажал тоа, денот на одмаздата, бидејќи тогаш кога Христос беше на земјата пред 2000 години, не беше време за тоа. Христос дојде понижен во нашето тело и во нашата природа. Христос дојде за да го најде и спаси загубеното, сите нас, загубените овци. Кога самите израелци ги нарече загубените овци на домот Израелов, а не знабожците, значи ние што бевме? Да бетер загубени. Тогаш беше денот на милоста, тогаш беше благопријатниот ден на спасението. Затоа Христос не ја цитираше одмаздата. Не го цитираше оној дел кој што зборува за Божиот суд, а Божиот суд и одмаздата се многу актуелни денес во наше време. Пред да кажам што друго значи овој знак, искрено верувам дека кога Господ го дал овој знак, тој кажал, ова е знакот дека повеќе нема да уништувам со вода. И не кажал ништо повеќе, така. Затоа што и не требало да каже нешто повеќе тогаш. Но денес е време да се каже. Овој знак истовремено сведочи, овој спектар сведочи, дека Господ ќе го уништи на крајот од историјата безбожниот свет со оган. Сите овие бои, освен една,
символизираат оган. Која е таа една која што е неспоива со оган и се наоѓа во средината на спектарот? Зелената. Секоја друга боја, значи оган, се врзува за оган и личи на оган. Дури и сината, затоа што пламенот е син на почеток. За виолетовата не сум многу сигурен, меѓутоа некако личи како темно црвена. Црвена ли, жолта ли, сите други значат оган, освен онаа што се наоѓа во средината. Освен зелената. И сега, што сведочи бунтовниот отпаднички свет со содомското знаме? Дека ние ќе бидеме уништени со оган, сите ние, освен оние што се представени со зелената боја. Онаа што е во средината. Која е таа зелена боја? Односно, што значи зелената боја? Содом и Гомор се споменуваат на многу места во Стариот Завет и во Новиот. Би сакал да прочитам неколку стихови, а потоа со Лука 23 ќе завршиме. Да отвориме прво во Второзаконие, односно 5-та книга Мојсеева, 29-та глава. Второзаконие, 5-та книга Мојсеева, 29-та глава. Во главата каде што се набројуваат предходно сите благослови, а потоа благословите во 28-та, а потоа сите проклетства за Израел, проклетствата ако не бидат послушни на заветот и ако не бидат послушни на Божиот закон и на неговата волја. И сега опишува многу проклетства и едно од проклетствата што се кажуваат, што се кажани, представува споредба со Содом и Гомор. Една споредба со Содом и Гомор. Дваесет и третиот стих, благодарам. Замислете, во овој превод не постои 29-та глава. За жал МПЦ и се е можно. Целата 29-та глава е представена како продолжение на 28-та и не постои 29-та глава. Во 30-та е наместо 29-та? Значи помешано некако. Бог да чува. Значи пред првата 30 е 29. Да. Но тука е во првата 30 е 22-иот. Ке читам од 21-иот овдека, не знам сега Константинов. Вели тогаш, замислите па што вели 20-иот стих. Дори 18-иот е интересен да се почне од таму. И ако некој кој откако ќе ги чуе зборовите во оваа клетва се пофали
или може да речеме се погордее со прајдот, се пофали во срцето свое и каже: добро ќе ми биде, иако одам по желбите на срцето свое, значи идам по својот кеф, по своите желби и страсти, иако завлече со себе и други во идолопоклонство, на таков Господ нема да му прости, но гневот и ревноста на Господ ќе се разгорат веднаш против тој човек. И врз него ќе падне целата клетва од овој завет, напишена во оваа книга, и Господ ќе го избрише името негово под небото. Страшна клетва за целиот денес отпаднат христијански свет. Не само отпаднат протестантизам, отпаднати православци, католици, отпаднати адвентисти, содомијани, содомизирани, разблудени. И ќе го оддели Господ од сите племиња израелски за погубување. Според сите клетви на заветот напишани во оваа книга на законот, тогаш подот снежното поколение, децата ваши што ќе настанат по вас, и тугинецот што ќе дојде од далеч на земја, тоа сум јас, Гркот, незнабожците, што ќе дојдат од далечна земја, од Македонија. Откако ќе ги видат поразите, значи проклествата на таа земја и болестите што Господ ги испратил врз неа, ќе речат: сулфур, сол и жариште е целата земја. На неа не може да се сее, ниту ќе роди, ниту ќе никне на неа некаква трева, како што стана во Содом, Гомор, Адама и Цевоим, кој Господ ги уништи во гневот свој и јароста своја. Страшно нешто. Да отвориме за миг во Исаија. Има многу други места каде што се споменуваат Содом и Гомор и во Стариот и во Новиот Завет. Јас избрав само 2-3 стиха. Исаија 13 глава. Имаме еден интересен текст. Се сеќавате, Исаија уште во првата глава ги споменува Содом и Гомор. И го споредува Израел со нив, избрани од Божји народ. И вели во 9 стих, првата глава: ако Господ не ни оставеше, што? Еден многу мал остаток. Што ќе беше со Израел ако не постои и со овој денешниот, кој што 98 година беше авангарда за содоманијата во светот, со тогашната песна на Евровизија. Што ќе беше со Израел ако не сочуваше Господ еден многу мал остаток? Ке бевме како Содом, вели Исаија. Ке бевме изедначени со Гомор. Денешниот христијански свет со што се изедначува? Со Содом и Гомор. Ние живееме во деновите што Исус ги прорече, кога рече деновите на Синот човечки, кога Синот човечки ќе дојде. И тоа е за нас големата радост. Ќе бидат и како деновите на Ное, пред потопот, кога толку беа расипани луѓето, толку неморални, толку здивеани и јаздисани во своите страсти, па дојде потоп и ги уништи сите, но ќе бидат слични и со деновите на Лот. Пред 2000 години кажани зборови, и евене денес, од минатата деценија живееме во Содоманијава, последнава
последната фаза од историјата на овој свет, кога дури и отпаднатиот протестантизам го допре дното, содомското и гоморското дно на својот отпад и бунт против Бога. Но Господ се уште милостив. И овој оган, и овој гром, и овој пожар, како и куќата на оној адвентистички пастор пред неколку години, тоа е само предупредување. Предупредување дека Господ не може да биде поруган. Предупредување за страшните казни кои што ќе уследат кога целосно ќе биде отфрлена Божјата милост. Но во 13 глава од Исаија, зборувајќи и за Вавилон, и Вавилон, 19 стих, украсот на царствата, како го нарекува самиот Господ, гордоста на халдејците, повторно гордост. Оваа тема за гордоста е многу присутна таму каде што има уништување. Прајдот ќе биде соборен од Бога како Содом и Гомор. И нема да се насели никогаш за Вавилон. Што е денес Вавилон во 2023 година? Во него нема да има жители од род во род. Нема арапин да го распне шаторот свој. Денешниот Вавилон, таму каде што некогаш бил славниот Вавилон, е пустелија, пустош. И јарци и таму со стадата своји нема да пладнуваат. Во него ќе живеат зверови, бувови ќе се населат во нивните домови и јарци ќе подскокнуваат и ќе играат, чакали ќе вијат во дворците нивни и хиени во домовите за веселба. Замислите. Се префрламе на Амос, 4 глава, 11 стих. Амос 4:11. Зборувајќи за сите казни кои што Господ ги праќал врз својот народ, врз израелскиот народ. Вели, ве казнував и со суша, вели. Пуштав дожд, ве лишував од дожд. Потоа вели, ви праќав помор, 10 стих, како египетскиот. Или непријатели, инвазија на непријателски војски. Ги убивав со меч момчињата ваши. И како се изразува Господ, че кога доаѓале непријателите, кога доаѓале клетите турци, кога доаѓале дивјациве, джихадистиве, да убиваат, да палат, да силуваат. Господ се изразува како он да го правил тоа. Јас, вели, ги убивав со меч момчињата ваши. Ги одведував коњите ваши во плен. 11 стих. Ве сотирав како што Бог ги разруши Содом и Гомор. И вие бевте истргнати од огнот како гламња, но при сето тоа не се вративте кај мене, вели Господ. Покрај сите казни, покрај сите проклества, не се вративте кај мене. И се уште, до ден денес, Израел не се вратил кај Господа. До ден денес. Дали македонскиот народ се вратил кај Господа? Дали србите и грците се вратија кај Господа после сето турско робство? Покрај сите овие казни, Матеј 11 глава, да се подсетиме и на овие Христови зборови,
20 стих. Тогаш почна Исус да ги укорува градовите во кои се извршија повеќето негови чуда, бидејќи не се покаја. Замислите, Христос правил чуда во Галилеја и повеќето народ и покрај тие чуда не се покајал. Не се покајал. Тешко тебе, Хоразине, тешко тебе, Вицаидо, ако во Тир и Сидон беа чудата што станаа кај вас, тие одамна би се покајале во врекиште и пепел. Но ви велам, на Тир и на Сидон ќе им биде полесно во судниот ден, отколку вам. И ти, Капернауме, што си се воздигнал до небото, до пеколот ќе бидеш спуштен, односно до адот. Зашто ако во Содом се беа извршиле чудата што станаа во тебе, што? Тој до ден денес ќе останеш. Замислете, во Содом да се случаја оние чуда што Христос ги направил во Капернаум, Содом ќе постоеше до ден денес, односно до тогаш кога Христос ги кажувал овие зборови. Но ви велам дека на земјата Содомска ќе биде полесно на судниот ден, отколку тебе. И сега ова Исус им го кажувал на евреите, конкретно на оние од Галилеја и другите жители на тие градови галилејски. А што ќе каже, што би рекол за христијанството денес? Што би рекол за нас денес, кои што сме примиле многу повеќе светлина, многу повеќе благослови, многу повеќе знаење за вестината од сите генерации претходно. И завршуваме со Лука 23 глава. Баш ме интересира како е овдека преведено. Лука 23 глава. Ќе почнем да читам од 26 стих. И кога го поведоа Исуса, го фатија некој си Симон Киринеец, кој се враќаше од нива, и му го ставија крстот за да го носи по Исус. А по него одеа многу луѓе и жени, кои плачеа и ридаа за него. За кого? За Христа. Че замислите, Исус се движи низ улиците на градот, на патот оковани тој во вериги, на патот за Голгота. Не можел ниту крстот да го понесе до крај, па му го ставија на грбот на Симон Киринеецот. И по Христа одеа многу луѓе и жени кои плачеа. Че имаше многу луѓе и жени кои што го љубеа Исус, кои плачеа и ридаа за него. Го сожалуваа. Навистина плачеа, навистина жалеа за тоа што Исус е осуден и што ќе биде распнат и погубен на крстот. Но Исус, кога се заврте кон нив, им рече што? Ќерки Ерусалимски, не плачете за мене, туку за што? Туку плачете за себе и за своите деца. Зашто ете, се приближуваат деновите кога ќе се рече блазе на неплодните и на утробите што не родиле и на градите што не доеле. Зошто? Тогаш ќе почне да им велат на планините, паднете врз нас. И на ридиштата, покрите не.
И сега внимавајте на 31 стих. Зашто кога ова го прават со зеленото дрво? Тука добро го превеле, слава на Бога. Го погоди овој стих. А овој ми беше најбитен. Кога ова го прават со зеленото дрво, што ли ќе биде тогаш со сувото? Горат зелените дрва? Или денес може би се горе. Денес во ова ненормално време чудо нешто. Што сакал да каже Исус со оваа споредба? Што е зеленото дрво во неговите зборови, а што е сувото? Значи, тој ги повикува жените ерусалимки. Не плачете за... Не ме жалете мене за ова што го гледате. Туку плачете за себе и за вашите деца. За она што ќе ги снајде нив, кога Ерусалим ќе биде уништен од римските војски. Запален. Храмот исто така уништен и запален. Кога мајките од глад, повеќе месечен глад, ќе ги убиваат, ќе ги варат, за да ги изедат своите бебиња, своите деца. Толку страшна глад во времето на опсадата на Ерусалим од Титовите војски. И што сака да каже Исус, кога ова го прават со зеленото дрво, што ли ќе биде тогаш со сувото? Што е зеленото дрво во оваа споредба? Што е зеленото дрво? Значи, жените плачат, ридаат за тоа што му се случува на Исус, на праведникот, на безгрешниот. Ако безгрешниот, праведниот вака страда, поминува низ вакви маки и неволи, па што ќе биде со грешници? Што ќе биде со другите евреи? Што ќе биде со христијаните? Што ќе биде со сите нас? Зеленото дрво е Христос. Сувите дрва, тоа сме сите ние, другите грешници. Христос е единствениот безгрешен, во вакво исто тело. Сите ние сме сувите гранки, кои што многу лесно и брзо ќе пламнат. Многу лесно и многу брзо можат да бидат запалени и уништени. Затоа велам дека ова знаме исто така прорекува уништување на целиот отпаднат христијански свет со се евреите и муслиманите во него, со оган. А единствено нема да бидат уништени оние што се во зелената боја, оние што се во Христа и Христос е во нив. Надвор од Христа се е оган, се е пламен. Нека му е фала и слава вечно. Амин.